На површините на Земјоделскиот институт во Кочани, во завршна фаза е опитот на новите турски сорти ориз, што за прв пат беа донесени во нашиот регион. Заинтересираноста на Турската агенција за соработка и координација ТИКА, како и на нашето Министерство за земјоделство, придонесе да се воспостават подобри контакти со Институтот за ориз од Едрене, како резултат на што беа донесени турските сорти за да се испитаат во нашите климатско-почвени услови. По неодамнешната посета на турската делегација во Кочани беше речено дека соработката ќе продолжи во рамки на проектот кој е планирано да трае 2 години, но не се исклучува можноста таа да се прошири. Од површините на Земјоделскиот институт се прибрани одредени количини од новозасејаните експериментални сорти и во тек се првичните испитувања на добиените количини и квалитетот на производството. За тоа како досега тече опитот, разговаравме со двајца доктори на науки специјализирани за оризот, Добре Андов и Даница Андреевска, кои ги принесуваат впечатоците од извршените почетни анализи. Господин Андов, веќе се привршуваат оние активности од експерименталните сорти ориз, односно испитувањето на турските сорти ориз овде во Земјоделскиот институт во Кочани. При крај е жетвата на овие засејани сорти. Како вие барем првично оценувате од она што како активност досега се одвива, дали успешно според планирањата? Рековте дека до средината на октомври, односно крајот на октомври ќе бидат собрани засејаните површини, ќе бидат ожнејани, ќе биде собрано приносот. Сметате ли дека се одвива според планирањата? Така, како што видовте вие, значи ние имаме активности сега околу проектот. Одреден дел на сорти се вршат, друг дел се жнеат. Значи, по проектот се предвидени доста, односно повеќе параметри кои треба да се преиспитат, освен на приносот и рандманот кои се најглавни за оценување нели на една сорта дали ќе се пушти во самото производство. Ние во експериментот вршиме и други мерења, како што се висината на самото растение, значи да видиме колку се тие високи, ги наблюдуваме фенофазите на развојот на растението од сидбата па до зрелоста, до жетвата, значи денови до од сеидба до цветање, од денови од сеидба до зрелост, и така натака, значи многу параметри кои ни требат за да на крајот направиме едни статистички тестирања за да видиме, да ги земеме во обзир сите параметри за да можеме да кажеме на крајот која од сортите, турски сорти, значи можеме највеќе да ја расшируваме во нашето производство во Македонија. Че во тек се сите тие мерења кои ќе дадат, значи, информација за состојбата, односно за квалитетот на тие сорти. Од досегашните сознања наши, од досегашните наблюдувања и одредени мерења дават надеж скоро сите сорти, меѓутоа 3 до 4 сорти можеме да кажеме дека можат да се прошират во нашето производство, иако проектот продолжува, значи и во текот на 2014 година ние ќе вршиме тестирање на сортите, се со цел да не направиме грешка, значи во науката, во земјоделието, кога се тестираат сорти, потребни се барем најмалку 2 години, за да можеме да имаме прави информации за сортите, дали тие сорти во нашите климатско-почвени услови ќе дават добри резултати. Иако сортите значи, секаде во светот обично се произведуваат, значи, после создавањето на сортата, тие се хит негде околу 10 години, се одгледуваат уште 10, значи 20 година од прилика се одгледуваат во производството и потоа се заменуваат со нови сорти. Тоа е секаде во светот, па и кај нас така би требало да биде. Значи се понови и понови сорти се создаваат во светот, има илјадници селекционери кои вршат хибридизација и применуваат различни методи на создавање на нови сорти, така да
Значи, постојано се подобруваат одредени квалитетни својства на сортите по однос на приносот и квалитетот, иако приносот е параметар кој многу не може да се покачува нагоре, значи тоа е еден биолошки параметар кој во селекцијата сите селекционери имат цел да создават сорта која има многу висок принос, нели, за да биде рентабилно во производството, и тоа тешко тоа оди. И тоа сепак се работи постепено со примена на нови технологии на производство и со примена на нови сорти, значи се покачуваат приносите во светското производство на ориз, па кај други и кај сите други земјоделски култури тоа е така. Деновиве представници од турската агенција ТИКА и од институтот во Едрене дојдоа во Кочани, ветија дека и до година ќе донесат семенски материјал. Исто така подарија дел од опрема за испитување на новите сорти ориз. Комплетиран ли е сега земјоделскиот институт овде во Кочани со доволно опрема за да може да се направи испитување, односно да се види како успеал експериментот со новите сорти? Па најнеопходната опрема која ни беше потребна за работа, тоа е една мини лупилница, ние ја викаме рандманка, значи на мала машинка, лабораториска, која ни е потребна да извршиме тестирање на рандманот, односно да ги провериме сите сорти, колкав им е рандманот. Таа машинка е донација од ТИКА, значи е донесена кај нас во институтот, потоа донираше ТИКА една комбинирана вршачка и вијалка, значи ние досега работивме, имавме постари типови на машини, вршачка и вијалка, овие се комбинирани, значи во една машинка се е комбинирано и вршење и веење. Потоа, значи донација е една посебна вијалка, помала за опитни цели и еден влагомер кој е исто така многу битен за добивање информација колку е влагата, значи на терен, тоа е теренски влагомер, бидејќи многу битна работа е за да се добие добар рандман, да се одреди моментот на жетвата, а моментот на жетвата значи се определува по однос на зрелоста на самата сорта и влажноста на зрното. Значи влажноста на зрното многу е битно да се определи у моментот на жетвата со цел да потоа добиеме добар рандман. Значи тие се дел од опрема која му е потребна на институтот, значи за добивање едни основни информации за изведување на самиот проект, односно работа по проектот. Ние имавме досега некои од опремите, рандманка немавме таква мини лупилница. Уствари имавме, меѓутоа постар тип беше таа италијанска, нешто постар тип. Ние за наши потреби работевме досега, ни вршеа услуга од фирмите, да речеме од фирмата од БМФ Житор и Зданиво, тие имат набавено како приватни лупилници, набавено такви машинки, рандманки. Ние за наши потреби, за научни цели, значи ги проверувавме сортите кај нив. Сега не мора да идеме кај нив, значи ќе ги правиме тие истите анализи во нашата институција. Колкав е процентот на влажност што во моментот на жетвата на турските сорти ориз го добивте? Најдобро би било да се жнее оризот, значи кога е на поле, да има влажност негде околу од 20 до 22%, а потоа да се досуши, значи тогаш би се добил најдобар рандман. Нашите сорти, односно сортите во нашиот опит имат влажност, значи тука негде околу 20 до 23. Има некои значи повлажни, бидејќи има влијание на ладната вода, ние сме на удар значи на ладна вода, тоа го значи продолжува вегетацијата. Сортата која била најблиску до влезо на водата во парцелата, значи кај неа се продолжува вегетацијата и таа малку покасно созрeva. Меѓутоа можам да кажам дека
овие сорти кои ги ние тестираме 16 сорти во микроопит и 10 сорти во макроопит, од кои 9, значи во макро се турски, една е Сан Андреа како стандардна сорта и во микроопит од 15 сорти со стандард Сан Андреа, значи за сега дадоа подобри резултати по однос на созревањето, односно негде за 15 на дена, од прилика порано можат да се жнеат, порано созреа, а тоа би било добро, значи тие сорти да се користат и да ги провериме во широкото производство на ударните парцели, односно на парцелите каде се прима вода, бидејќи кај на системот за наводнување е така формиран, така направен, од постар систем е тој, значи захватот на браната Калиманци, од каде најголемите количини на вода се зимат за наводнување на оризовите парцели е на дното на браната, и тамо температурите и во лето, во август месец се многу ниски и се движат од 8 до 12 степени Целзиусови, значи за степен 2 водата движејќи се низ каналите се затоплува, меѓутоа сепак доаѓа вода со многу ниска температура, а температурата е еден од главните фактори за развојот на сите растенија, па и на оризот, а оризот е топлолюбиво растение, и се успорува вегетацијата и на тие парцели каде се прима, значи директно вода од каналите, од системите, таму се забавува производство, дури и во одредени години, ако сидбата е малку покасна и сортата е со подолга вегетација, нашите испитувања покажуваат дека 30, 40, па дури и 50% од парцелата останува недозреана и тамо нема принос собственикот да жнее. Имаше засејување од турските сорти ориз и на површините на земјоделците. 20 на земјоделци оде во Кочанско засеја од новите турски сорти. Што велат ти, имате ли сознание колку се задоволни од приносите, како течеше вегетацијата? Така, значи, проектот покрај двата експеримента, двата опита што беа поставени кај нас на површините во Земјоделскиот институт, значи имаше и застапеност кај земјоделците, кај 20 фармери, како што рековте, им беше дадено семе од 4 сорти, значи по 1 хектар површина, по 200 килограма. Наша обврска како тим кој е вклучен во истражувањето, значи во овој проект финансиран од турската агенција ТИКА, беше и да ги следиме и да ги пратиме, значи и самите фармери и да им даваме одредени сугестии во текот на самото производство. Ние ги посетивме на неколку наврата, значи сите, и за таа работа имаме изготвено еден прашалник кој го пополнивме на лице место, значи по однос на тоа кога сеале, која агротехника имат применето, кои проблеми, дали имат одредени проблеми, што имат забележено во текот на вегетацијата, дали би сакали следната година, значи тоа се дел од прашањата во прашалникот. Спрема нашите информации, значи во контакт, односно во соработка со фармерите, за сега скоро сите фармери се задоволни од сортите, само се една сорта кај два фармера не беа задоволни, значи што е нормално, нели, сите сорти не можат да бидат најдобри. Кај нас истата сорта покажа добри резултати, меѓутоа потребно е да се врши и да се засеват сортите и на плодоред, бидејќи постојаното монокултурно одгледување кај оризот и најдобрата сорта може да даде полоши, пониски приноси, бидејќи
е докажано, значи, во науката кај сите земјоделски култури дека плодоредот треба редовно да се применува. Тоа е една од најстарите агротехнички мерки кои во земјоделието се применувала и ние треба да ја применуваме. Господја Андреевска, гледаме дека дел од површините со опитните турски сорти ориз овде во Земјоделскиот институт се ожнеани. Работите веќе на испитување на приносите. До која фаза конкретно сте во моментов? Па еве вака, знаете дека на површините во Земјоделскиот институт, одделот за ориз во Кочани, поставени се два експеримента, од кои што едниот е демонстративен опит, а другиот е опит со рандомизиран, така се вика рандомизиран блок систем. Во демонстративниот опит се испитуваат вкупно 10 сорти, од кои што 9 се турски и една е стандардна сорта, тоа е сортата Сан Андреа. Опитите, оризот од овој демонстративниот опит веќе е ожнеан на рачно со срп и секоја од сортите посебно се пренесени во магацинот, каде што сега сме во фаза на вршење на опитот. Потоа следи веење на истите и дури од тогаш ќе можеме да го мериме приносот на зрно, како и да го добиеме приносот на бел ориз, односно рандеманот. Значи се уште сме во фаза на жетва и на вршидба. Лабораториските истражувања не се отпочнати, дел се отпочнати со мерење на снопјата кои што се земени по квадратна метода и од двата опита, и од демонстративниот опит, и од опитот рандомизиран блок систем, и моментално, како што не затековте во лабораторија, вршиме мерење на тежината на снопот, односно тоа е тежината на сламата и зрното. Дури откако и тие снопови ќе бидат обработени, ние по квадратна метода ќе го добиеме приносот и кај тие други сорти, бидејќи во рандомизираниот блок систем ние испитуваме 14 турски сорти во споредба со еден стандард, а тоа е исто така сортата Сан Андреа. Значи, можам да ви кажам дека идната недела ќе може да ги имаме првичните резултати во врска со приносот на зрно кај испитуваните сорти ориз, како и рандеманот, се со цел да видиме која од овие сорти ќе бидат препорачани за понатамошно одгледување во оризопроизводството во Македонија. Колку сорти вие би од прилика препорачале да користат во на земјоделците? Па ние за сега имаме сознанија за некои сорти кои што би ги препорачале на земјоделците. Може би тоа ќе биде сортата Ефе, сортата Ѓонен, сортата Гала и Халил Бей. Тоа се сорти, значи 3 до 4 сорти ние планираме да ги препорачаме за производство кај приватните земјоделци, кај фармерите оризопроизводители, но ви велам за сега се уште немаме првични резултати за приносот, односно за приносот на суров ориз, арпа, како и приносот на бел ориз кој што се добива после фабрикацијата, односно после процесот на белење. Сега само уште едно прашање, дали во процесот на вегетацијата беа употребени истите методи при одгледување како и за оние познати сорти овде во Кочани? Да, во текот на вегетацијата, сеидбата, третирањето против плевелите, односно употребата на хербицидите, беше со употребуваното и регистрирано средство Rainbow. Употребена е стандардна агротехника и во врска и со ѓубрењето. Применети се помали количини на ѓубре од тие што ни ги препорачуваат турските експерти, бидејќи овде се работи за нова површина, значи која што претходните години била други култури, пченица беше, и ние свесно одевме со пониска доза.
турските експерти ни препорачуваат дури до 180 кг азот по хектар, ние го намаливме до 140 и можете и самите да видите дека дел од опитите кои што се на долниот дел од нивите, каде што е влечено почвата, оној плоден слој, таму е оризот повисок, побуен. Инаку можеме да кажеме дека кај нас кај овие сорти немаме појава на болест. Сите сорти беа успешно доведени до овој сега стадиум жетва и сега треба да ги превршиме сите овие параметри кои што се зимат во време на жетвата кај оризот. Значи ли дека со користењето на турските сорти ориз ќе се уништи и оној познат меѓу земјоделците црвен ориз кој што го избегнуваат? Друга мерка која што треба да се применува во оризопроизводството, ние секогаш сме кажувале експертите ние од Македонија дека мора да се воведе плодоредо. Плодоредо е една од најефикасните мерки против борбата и против плевелите, но и против црвениот ориз. Со тоа ќе се исчистат површините, а црвениот ориз е исто така една од причините која што го намалува рандеманот кај култивираниот ориз. Зошто? Затоа што фабрикантите во процесот на белење, кога ги стегнуваат, како да кажем, каишите за да може да ја тргнат таа црвена пруга или црвената боја од перикарпот на оризот, се крши оризот, значи се оштетува самото зрно и на тој начин доаѓа до намалување на рандеманот, бидејќи доаѓа до кршење и појава на поголем процент на крш во однос на процентот на цели зрна. Што им препорачавте на земјоделците кои што на своите површини засеа експериментално од турските сорти ориз за да се избегнат црвените зрна? Во овој проект кој што го финансира Турската агенција за развој ТИКА беше поделено по 200 кг чисто семе од 4 сорти кај 20 оризопроизводители фармери и при наша посета, бидејќи експертскиот тим имаше за задача во текот на вегетацијата да го следеме развојот на овие 4 сорти кај приватните земјоделци. Во фазата на зреење, значи во фазата веќе пред жетва, имаше констатирано кај оние земјоделци кај кои што предкултура беше ориз, значи во 2012 година било предкултура ориз, имаше појава на црвен ориз како и на други сорти ориз. На овие земјоделци ние им препорачавме рачно чистење, бидејќи само единствена мерка од борба против црвениот ориз е рачно чистење на посевите. И тоа е во фазата веќе кога беше искласан оризот и фаза на почеток на зреење. Значи тогаш може да се поминат површините, да се исчистат, значи тие метлички со црвен ориз, бидејќи се познават, одстапуваат од другиот, од културниот ориз и да бидат посевите чисти со цел семето од ориз што ќе го добијат, мислам, производството семе од тој ориз да можат да го искористат во наредната 2014 година за семе за сеидба во таа наредната вегетативна година, сеидбена година. Дали е вршено експеримент со турските сорти ориз во други региони овде во Европа и како тие се покажале таму? Имате ли сознание, може? Според информациите ние кои ги имаме, значи у разговор со колегите од институтот во Едрене, истите сорти Гала, Халилбей и Гонен, значи тие трите сорти од 16 сорти, 15 сорти кои ние ги овде тестираме, значи се застапени и други сорти, значи се застапени во Бугарија и тоа на големи површини и дават добри резултати според кажувањата на колегите од Турскиот институт, исто така Украина. Таму дури еден производител таму има многу големи површини, значи под ориз
еден производител, покажувањата на колегите од Турција, произведува 7000 хектари ориз, значи од турски сорти. Таму се огромни, ние сме ситни производители, многу мали производители по однос на површините. Во Египет, значи, сега сортите сакат да ги шират колегите од Турција, така да тие сорти, Бугарија е многу послична по климатско-почвени услови со нас, кај нас, значи, многу се слични, бидејќи е близко, тие се одгледуваат во Пловдивскиот регион, значи Пазарджискиот Пловдивскиот регион, таму се задапени површините под ориз во Бугарија и според информациите кои не ги дадоа колегите од Турција, значи и таму овие сорти дале добри резултати. И при самиот крај едно прашање кое што е малку поинакво, меѓутоа сепак поврзано со оризот. Знаеме дека кочанскиот ориз доби едно признание на меѓународниот саем Еурека во Брисел во 2000 година како признаен бренд кочански ориз. Постои ли опасност со прифаќањето на турските сорти ова признание да се изгуби, односно кочанскиот ориз како таков веќе да не постои? Не. Значи јас би сакал овде да појаснам ова прилика ја користам прв пат, значи на телевизија некои работи за јавноста да ги појаснам, бидејќи доста работи се шпекулираа низ јавноста дека ние ќе го изгубиме брендот кочански ориз. Одговорно ви тврдам дека не е така и ќе ви кажам зашто не е така со факти, значи доста се шпекулираш. Ние досега произведувавме претежно во нашата држава италијански сорти, како што е сортата Сан Андреа, сортата R76/6. Пред тоа се произведувале сортата Балдо, Маратели и други сорти. Има во одредени помали површини, значи се произведува и наши македонски сорти, како што е сортата, значи Осоговка, Кочански, Бисер 2. Искра се произведуваше, значи тоа сорта, бугарска сорта. Че ние сме произведувале најразлични сорти, значи внесени. Професор Бабамов, кој најпрв почнал да се занимава во нашата држава со селекција на ориз, тој бил на специализација во Италија и тогаш во Југославија, значи донел неколку сорти и од таму влегле тие ги произведувале кај нас. Тоа било случајот и со пчениците, значи и со другите поледелски култури од Запад биле донесени многу сорти, исто така од тоа време биле донесени и од Русија доста сорти. Ние во нашата колекција имаме и руски сорти, и тоа се покажале подобри италијанските сорти, затоа што сме послични со климатско-почвените услови во споредба со Русија. Значи, сакам да кажам, ние имаме заштитено географско потекло, значи ознака на потекло, географско потекло. Ние заштитуваме кочански ориз, ние не заштитуваме сорта. Значи, кочански ориз може да биде и Сан Андреа, и Монтичели, и Кочански, и Бисер 2, и Халил Бей, и Кизилтан, и секоја друга турска сорта или америчка сорта и било која сорта, значи од светот донесена или создадена кај нас во нашата држава, произведена во нашите почвено-климатски услови во Република Македонија е кочански ориз. Значи спецификата на заштитата е подрачето, климатските услови, чистата вода, почва незагадена, климата и секоја, значи климатско-почвени услови стварат одредена специфика. Во Македонија се заштитува беровско сирење. Беровско сирење се заштитува и тоа млекото може да биде дадено од различна раса на овца. Меѓутоа климатските услови, значи пашата, климата и водата и така натака ја дават спецификата на беровско сирење. Охридска цреша
произведена во Берово не е охридска цреша. Охридска цреша, произведен тетовско јаболко, произведено во Тетово е тетовско јаболко, тоа е сорта, месна сорта. Тоа ако ја произведете во Кочани, не е тоа тетовско јаболко, тоа ќе биде истата сорта, меѓутоа тетовското јаболко ги има тие специфики, вкус, арома, обоеност на плодот, големина на плодот и други специфичности ги има само произведено во Тетово и тоа се штити во Тетово. Во Кочани тетовското јаболко нема да биде така вкусно произведено, нели, како произведено во Тетово. Истото и со оризот. Значи, луѓето од недоволна информација ги бркат работи, дека ние ќе го загубиме брендот Кочански ориз. Ние која сорта да произведуваме во Република Македонија, која се покаже добра, квалитетна, ние брендот Кочански ориз нема да го изгубим, бидејќи ние произведуваме во специфични климатско-почвени услови, кои се карактеризират само за Кочани, нигде на друго место во светот. Ни во Бугарија, ни во Турција, ни во Грција, нити во Италија. Иако се сортите дали би биле турски, италијански, грчки и така натака. Значи, нема бојазност и не треба да се шпекулира, со тоа му ствараме лош имидж на нашиот ориз со шпекулациите, дека ние ќе го изгубиме брендот Кочански ориз и тие што го консумират и што не ги познават овие работи, ќе си мислат дека тоа е така, еве сега веќе во Кочани не се произведува Кочански ориз, што не е така. Че не е така, јас одговорно тврдам и тоа е, мислам, пропишано и со закон и правила, има правилник по кој се прави заштита на географско потекло. Има заштита на сорта, тоа е друга работа, има патент, друга работа, има заштита на географско потекло, ознака на географско потекло. Тоа се све регулирани во правилници и закони кои нашата држава Република Македонија ги има донесено и по тие работи. Оризот е прва култура. Уште во 2000 година добивме награда, од 99-98 ние тука во институтот колегите, ние сме пионери кои изготвивме елаборат за заштита на ознака на географско потекло. Значи, прва култура и заведена во Република Македонија под реден број 1. Значи, ние сме пионери, тогаш немавме информација, немавме искуство како тоа да го направиме, меѓутоа се потрудивме и го направивме и затоа добивме и златна плакета во Брисел. И мислам дека уште еднаш ќе потенцирам дека нема бојазност да и консументите на ориз и нашите ценени фармери, производители на ориз да се плашат дека ние со воведувањето на турските сорти ќе го изгубиме брендот Кочански ориз. Добро е што Република Турција ни подаде рака и даде, значи, финансира одредени средства. Не знам колку ќе има време јас да кажам, значи, за да ние го работиме овој проект, тие дадоа повеќе сорти. Финансира, отидоа 20 фармери во Турција, има возможија да видат како Турција произведува, на кои површини, кои технологии ги применува, значи когаш не е, како е технологијата на производство, значи да видат некои работи фармерите, значи им беше возможено со покриени трошоците сите од тика на лице место како турците произведуваат ориз. Турција произведува 100.000 хектари ориз. Турција увезува ориз, меѓутоа Турција многу троши ориз. Има многу населени. Ние треба и да го зголемиме производството на ориз, меѓутоа мора и да работиме на еден проект кој мислам дека треба да се финансира дали од различни извори, од производителите, тие што се помокни или од државата, за потрошувачката на нашиот ориз. Значи, ние малку јадиме ориз. Па прво ние треба да го јадиме нашиот ориз,
да ги кажем позитивните страни во исхраната на оризот, значи, па потоа некој друг да го јаде, односно да го извезуваме. Ние треба да зголемиме потрошувачката на ориз во Република Македонија. Има некои податоци статистички од 4 до 6 килограма по жител по година. Тоа е многу малку. Во Европа повеќе се троши. Значи, тамо луѓето не готват, да не бидам сватен погрешно, но тоа тамо по жител, по однос на преработки од ориз, значи се повеќе троши по жител годишно, отколку кај нас во Македонија. Значи, треба да се работи на многу фронтови, за да го поправиме ние производството на ориз, значи состојбата со оризо производството, значи на пласманот, на потрошувачката, на дизајнот, на преработката, на воведување на нови сорти, технологијата да ја подобриме, значи многу аспекти треба, не само еден аспект, значи на многу аспекти да се работи и тогаш успехот ќе дојде, иако морам да констатирам дека ние како држава не сме така лоши по производство на ориз, по однос што се, бидејќи имаме негде околу 6000 килограма просечни приноси последните години по хектар, што тоа е прилично висока бројка, ако ги споредиме во однос на светските приноси, просечни во однос на Европа сме пониско, меѓутоа во однос на светот сме нешто повисоки. Благодарам на разговорот. И јас ви благодарам.